во чест и во знак на почит на жртвите од Втората светска војна, над победата над фашизмот. Денес сите ние се поклонуваме на жртвите на могилата на непобедените во знак на јубилејот 9 мај, тоа е денот на победата над фашизмот. Исто така денот на Европа и денот на победата. Секојаш ќе го славиме и треба да имаме почит кон сите тие жртви што ја донесоа денешната наша слобода. И на сите сакам да ми се заблагодарам учесници денес на ова изразување на почит и на Руско-македонското друштво и на сите присутни кои што денес беа овде, и се надевам дека заедништвото што го имаме со Република Русија, и во оваа прилика сакам да му изразам благодарност на неговата екселенција амбасадорот Олег Штербик од Република Русија во Република Македонија за неговото присуство денес и се она што го прави за економско и културен напредок на меѓу нашите две држави. Ну, я прежде всего хотел бы поблагодарить. Пред себе сакал да изразам благодарност до раководството на Прилеп и лично да господинот градоначалник Илија Јовановски за помош и поддршка во организација на овој комеморативен настан посветен на сите жртви и сите загинати во антифашистичката борба по повод Денот на победата. За народите на Русија и на Македонија Денот на победата е од исклучително значење. За Русија Денот на победата е важен пред се бидејќи по оцената на 30 милиони жртви нашите граѓани, нашите сонародници, ние успеевме не само да ја одбраниме нашата независност, чест и суверенитетот, и успеевме да ја ослободиме и Европа. За Македонија Денот на победата е многу важен, бидејќи токму како резултат на ослободувањето од фашизмот, Македонија успеа да добие својата државност. Во таа страшна војна и народот на Русија и народот Македонија се бореа раме до раме. Таа победа е многу важна и за целото човештво, пошто со таа победа беше обезбеден мир, слобода и оно што ние сега го викаме човечки права во целата Европа. И кога ние им даваме почит на оние луѓе кои што ни дадоа слобода и можност на живот, ние мораме да се сеќаваме не само на нивниот хероизм, а да обезбедиме фашизмот за да никогаш не ја дигне главата повторно. Фашизм никогда больше не возродился.